Во одредени спортови, пример кошарка, фудбал, колективни спортови кои што се на највисоко и по професионално ниво, имаат одредени договори со кои што додека трае сезоната, значи се обезбедуваат средства. Меѓутоа, поголемиот дел од спортистите Договор на дело. Да, тој е обичен добар договор на дело, но истите нели како што кажавме, нити имаат стаж, нити повеќето па можеби не се осигурени од повреда. Значи, во професионалните како што кажав се надевам дека Да, тоа е веројатно остварено. и тоа го има. Да, заради тоа што самиот клуб се штити, ако настапува одредена лига, мора да му се заштитени самите спортисти. Веројатно прволигашите се заштитени. Да. Но за Па и другите во се законот за сомневам. спорт е утврдено, значи за одредени спортови, значи во сениорската лига мора да се организира, значи прво мора да се основани како акционерски друштва и тука и мора и одредени права да се регулирани. Меѓутоа, покрај како што споменавте вие за правата на работниците, јас би ги споменала и тренерите. Затоа што во ниту една категорија многу ретко пак тренерите имаат одредени договори или пак се заштитени. Понатаму Тие многу често и без пари. да, волонтерски со договор за дело, значи поминуваат години за да може да остварат. Дури и кај наградите кога се дава, дали стипендии, дали вучери, дали тоа се даваат најчесто за спортистите, а посебно кај индивидуалните спортови, тренерот е еден од најосновните. Друго е колективен спорт, друго е индивидуален. Значи тренерите тука воопшто не постојат.